Емисијата Николци, по својата содржина, овој пат можеме да ја наречеме "Што ни носиш, Априле?" Зашто април е еден од најубавите месеци во годината. Април е месец на цвеќето, месец на убавината. Колку само радости донесува, игри и смеја. Тој е месец на шегата, на смејата. Април почнува весело. Април е месец веселник. Може би затоа е незаборавен, затоа толку многу е сакан. Првиот ден на април, шега и насмејани лица. Таму каде што има смеја, весело тече и работата. Токму затоа, истиот ден, оној првиот од месецот април, ќе излезат и работните бригади, за да ја почнат весело пролетта, да го поздрават трудот, да ја поздрават младоста и да си ја разубават околината во која живееме. 7 априлско утро ќе осамне како ден на здравието, ден на она што е толку драгоцено и што има толку чисто и благородно име – здравје. 15 априлско утро е празник на сите возови по шините, на железничарите, на оние што се грижат да не ги доближат далечините. И така, месецот април ни заличува на еден голем празник, закитен со цвеќе, закитен со смеја. Затоа, да го почнеме весело, шеговито, за да се насмевнеме, за да ни биде среќна пролетта. Зашто тој почнува со април или, така мислат и третоодделенците Александра, Стеван и Магдалена. Но, за да бидеме секогаш весели, нека живее април и шегата. На 1 април ова ќе се случи, ветерот април или ќе бучи, баба Перса ќе се качи на круша, суши ќе гледа, со очи ќе слуша. Во старо решето вода ќе лее, во најлен кесе брашно ќе сее, квасец ќе стави во расол пресен, ќе сука ракав леп за да меси. На 1 април ова ќе се случи, ветерот април или ќе бучи, голем седморок кит ќе слета на висок рид. На ридот тој циркус ќе дава, ќе стави шубара на глава, ќе рипа угоре, на опаш ќе стои, со четка нос и уста ќе бои. Како змија на мев ке се влече, на жив пламен опаш ке пече. 3 часа ке свири на виолина, ке игра валцер и со јасмина. На 1 април ова ке се случи. Ветерот април или ке бучи. Од ведро небо ке врнат лаги, со опаш долги како шекер благи. Што ќе ни раскаже писателот Киро Донев? Може би некоја голема првоаприлска вистина, зашто кај писателот се може да се најде. И радост, и тага, шега и смеја. Овој пат шегата нека биде меѓу нас. На сите луѓе и на сите деца што умеат да лажат, јас им завидувам. Затоа што не умеам да измислам ниту една лага, колку и да се обидувам. Сите лаги што ги имав меѓу украдува, затоа сега не умеам да лажам. А како се случи тоа, чичко? Како се случи? Како се случи, сега ќе ви кажам. Кога бев мал, јас не се дружев ни со Анче, ни со Ленче, ни со Киро Олукот, ни со Лазе Шајбната, ни со Петко, ни со Рајко, туку мои најдобри другари ми беа Тешко тебе, Олеле Мајко. Олеле Мајко беше добар другар, силен и здрав. Неговиот татко беше директор на фабриката за производство за дождство прах. Јас тогаш живеев во градот Миже да те лажам. Во тој град улиците беа поплочени со чоколадни бомбони, а над нив имаше електрични светилки над 100 милиони. Затоа луѓето кога да ја по нив мижеа, а возилата немаа обични гуми како денес, туку за гуми за жвакање се движеа. Само да знаете вие какви денови беа тие. Тогаш само 2 дена во годината се учише летниот распуст, 9 месеци траеше. Одличен беше само оној кој во училиште ништо не знаеше. Одлични беа само оние кои на часовите ништо не зборуваа, а сите што имаа повеќе од една петка повторуваа. Така беше. Но тоа не е толку важно. Нешто друго е тука тажно. Една ноќ остана кај мене на спиењето и Тешко тебе. Што легнавме во ист кревет и се покривме со исто кебе. А од третента, се сеќавам, беше 1 април. Излегувам од креветот и вешто и гледам како да ми недостасува нешто. Гледам во Тешко тебе, а тој се некако повјасува. Му велам, море братче, мене нешто како да ми недостасува. А тој ми вели, аман бре Кириле, зарем не ми веруваш? Другари сме. Ништо не сум ти зел. Ако не ми веруваш, еве ти се колнам, по 100 години нека се набодам на ботски лафтел. Ете, тој ден
Јас туку така врз него не може да ја фрлам вината, зашто знаев, тој лаеше преку цела година, но само на 1 април ја зборуваше вистината. Но за среќа или несреќа, тој ден цело наше одделение го однесува на лекарски преглед. По прегледот, лекарот на сите мои другари им рече: одете си, момци, сите вие како дрен сте здрави. А мене ме задржа во својот кабинет и ми јави: тебе, Кириле, ти недостасуваат 5 килограми знаење од историја, 3 килограми чиста меморија, 2 килограми знаење од математика, 3 од физика и 4 од математика. Чекај, па тебе ти нема, бре, момче, и половина бел дроб. А ми реков: ами што сега? Прашав јас испрашен. Тешко тебе, ми рече лекар. Да, бе, доктор, реков, тешко тебе, тој ми ги украл. Викна тогаш милиција, го фатија тешко тебе, го претресува и замислете си. Покрај моите работи што ми ги беше украл, му најдоа уште 101 ушна школка, 15 слепи црева и што ли не уште. Ете, тогаш тој тешко тебе ми беше утврел сите лаги што ги имав. Затоа сега не умеам да лажам. Тоа беше се што сакам да ви кажам, а ако некој не ми верува, некој го праша тешко тебе. Тој се уште живее во градот, мише да те лажам. Сега ми верувате? Да. А? Така, затоа не умеам да лажам. Вие знаете да лажете? Не знаете. Па и не треба да лажете. Како мене, ете, јас не знам да лажам. Кога сме веќе кај шегата, да се запрашаме: зошто се смееме? Дали сте забележале дека некои луѓе постојано се смеат, а други сосема ретко? Смејата е израз на нашите чувства, радост, ведрина, но постои една, ако можеме да ја наречеме, механичка причина на смеење – скокоткањето. Сепак, тоа е само една рефлексна работа на еден дел од телото и нема ништо заедничко со оној вид на смеја што доаѓа спонтано. Прашањето за смејата бара одговор од психолозите, оние што го изучуваат човечкото однесување. Тие досега дале разни теории, но се чини дека ниедна не е потполна. Смеењето посебно доаѓа до израз кога сме во група, зашто веројатно ви се случило да бидете понастрана од некоја група што гласно се смее на шегите и досетките. Ја слушате шегата, знаете зошто се смеат, но вие не им се придружувате во смеењето. Потоа ни се случува да се смееме на нечија неспретност, ако некој нешто испушти, се лизне, падне. Во тие случаи, на некој начин се чувствуваме понадмоќни. Тоа создава некое задоволство изразено преку смеење. Воопшто, смејата се разликува, зашто зависи од она што ја предизвикува. Понекогаш таа може да биде и подбивна. Според тоа, смејата е израз на нашите чувства и еден вид реагирање на некои појави. Но доволно беше смеја. Во продолжение на емисијава, чујте ги сентименталните звуци на виолината. Нејзините звуци не предизвикуваа смеја. Во тоа ќе ве увери Валон Адеми, трето одделенец при основното училиште Рајко Жизифов во Скопје.
Априлската прошетка ја продолжуваме во основното училиште Јосип Броз Тито во Скопје. Го разгледуваме нивното пионерско картче, а овде бројни награди и признанија, дипломи, пофалници, меѓу нив и бронзена плакета за заштита на човековата средина. Уште и би додале, заслужено, зашто кај нив секоја училница е пријатно картче, училишниот двор исто така. Всушност, тие знаат да си го разубават секојдневието. Да црнеме и во училницата на трето Д одделение. Преку цела зима го одгледуваат свеќето во просторијата. И сите се грижеа животната средина да им биде што поубава, зашто ред мора да постои. Тоа го знаат третоодделенците и се придржуваат на редот. Нивната наставничка Темјана Стојовска за нив има само пофалби. Успехот на полугодието им беше солиден. Нема причини да не биде така и на крајот од учебната година. Впрочем, за нивната училница зборува и составот на Виолета Дамчевска, што ќе го чуеме во следниве минути. Мојата училница. Во неја стапнав кога имав само неполни 7 години. Училницата ми е втор дом полн со топлина и разбирање и најдраго место каде што ги поминувам детските дни. Со трпеливоста, помошта и љубовта на мојата учителка научив да читам, пишувам, сметам, да ја сакам книгата, да ги почитувам постарите, да ја сакам татковината и мирот, да не го сакам туѓото, да ја почитувам и секогаш изречувам правдата и многу други нешта што не ги знаев. Во мојата училница ние одгледуваме и цвеќе. Околу него треба многу грижа, зашто тоа е исто како и децата, убаво и нежно. Тоа сите ние го знаеме и затоа за цвеќето се грижиме со голема љубов. Училницата ни е украсена и со многу убави цртежи, лични творби и слики од родниот град Скопје. Но најмногу ја красиме ние, учениците, и затоа таа е најубава во целото училиште. Нека биде училишниот двор најубав, зашто наградите и признанијата обврзуваат. Тоа го знаат учениците од основното училиште Јосип Броз Тито. Сите ние треба да ја негуваме средината во која живееме, за да ни бидат среќни сите априли што ќе доаѓаат и никогаш да не се повтори оној 6 април 1941 година, што мириса на војна, на фашистички напад, на предавство. Но овие генерации што доаѓаат, знаат да ја чуваат и да ја почитуваат слободата, како оние што знаеа да се борат за неа, за слободата, за градителите и за мирот. Музички поздрав испраќа хорот, оркестарот и балетската група при основното училиште Трајко Жинзифов во Скопје. Znam
Нека биде вечно здравието. Таква порака секоја година ни испраќа 7-миот ден од месецот април. Оние што се болни, нека оздрават што поскоро. Каква е пораката на доктор Кочо Чакаларовски, асистент по интерна медицина во клиниката за нефрологија при Медицинскиот факултет во Скопје, ќе дознаеме од разговорот што следува во наредниве минути. Докторе, за здравието се вели дека е најголемото човечко богатство. Како можеме да го дефинираме здравието, ако воопшто постои дефиниција? Здравјето е поим кој што спаѓа во така наречената апстрактна категорија на поими во психолошка смисла за зборот. И затоа е многу тешко да се дефинира, иако е близок до свеста, до сознанието на секој еден човек. Во таа група спаѓаат низа други поими, како што е љубовта, тагата, радоста и така натака. Меѓутоа, сепак сметам дека е најкомплетна дефиницијата што ја предлага Светската здравствена организација, која вели дека здравјето е физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или слабост. Со други зборови, за да кажеме дека некој е здрав, треба не само да е физички здрав, тоа неговите ткива, органи и органски системи да функционираат исправно, туку треба да ужива психичка благосостојба, тоа да не биде изложен на било каков вид напнатост во својата фамилија, на работното место и воопшто во животната средина, а од друга страна да се наоѓа во една социјална благосостојба, тоа да ги има решено материјалните проблеми, што мораме да признаеме дека е тешко дури и во условите на современиот свет. Често е појавувањето на епидемии. Како можеме да се заштитиме од евентуална појава на некоја епидемија? Зборот епидемија подразбира конгломерирање на голем број болни луѓе од одредена болест на еден одреден терен за еден релативно краток временски период. Тоа се всушност масовни заболувања. Тие масовни заболувања можат да бидат од типот на акутни заразни болести и можат да бидат од видот на хронични незаразни заболувања. Меѓутоа, кога се зборува за епидемија, обично се мисли на епидемија предизвикана од некоја акутна заразна болест. Во главном се две групи на заболувања. Едните се епидемии на цревни, акутни заразни болести, кои се јавуваат во летно-есенските месеци на годината, и другите се епидемии на акутни вирусни заболувања на дишните патишта, кои се јавуваат во зимските и пролетните месеци. Додека првиот вид на епидемија постепено започнува, достигнува еден развој, максимум и се повлекува, овој вториот вид е масивен, тој пламнува. Одеднаш милиони луѓе, стотици милиони луѓе, па дури и милиарда луѓе можат да оболат и после тоа таа епидемија исчезнува. Како да се заштитиме од епидемијата, тоа е поентата на прашањето. Од овој вид на заболување, од првиот тип што ги спомнав, многу е важна хигиенската диспозиција на отпадните материи, правилната исхрана, водењето на сметка за лична хигиена, миење на рацете пред секое јадење, уништување на векторите на заразни заболувања, во главно мувите, и спроведување на ефикасни мерки на јавната хигиена, како што е канализацијата, водоводот и слично. Втората група на епидемии, меѓутоа, многу потешко се контролира. Единствено средство е вакцинацијата, и тоа на одредени групи од населението кои се посебно изложени кон епидемијата. Така тука спаѓаат, например, органите на народната одбрана, милицијата, потоа војската, понатаму, студенти, или пак тоа се средина каде што има повеќе луѓе кои можат да оболат од таа болест, каде што на мал простор има голем конгломерат на лице. На крајот лица кои што имаат намалена одбранбена способност, во главном постари луѓе, за да се заштитат од евентуална таква вирусна инфекција која за нив би можела да биде катастрофална. Вториот тип на епидемии, на хронични незаразни болести, за жал, денеска доминира затоа што е константно присутен. Ке ги подлечам следниве три. Тоа се епидемијата на срцево-садовите заболувања, епидемијата на малигните неоплазми, на рак ткивото и на крајот епидемијата на травматизмот, затоа што денеска сме сведоци на се поголем број на несреќи, било на работно место или пак во сообраќајот. Против оваа група на епидемии на хронични незаразни болести,
ефикасната превентива за жал е помалку можна, затоа што повеќето од факторите на настанувањето на болеста ние не многу малку во состојба да ги контролираме или некои воопшто не можеме да ги контролираме. Што би можеле уште да кажеме за здравието како заклучок на нашиот разговор? Па би можеле да кажеме дека здравието како категорија од која што многу зависи продуктивноста на човекот и воопшто на општеството, не треба само да се лекува тогаш кога е оштетено, кога е нарушено, туку треба да се презнаат благовремени мерки за негово унапредување. Тоа значи дека здравиот човек треба да презема мерки да го напреди своето здравје. Во што се состојат тие мерки? Па, да кажеме, водење на сметка за исправна исхрана, тоест храна која што ќе биде богата во протеини, каде што ќе имаме поволен сразмерна застапеност на масните материи и на шекерите. Понатаму, тука доаѓа правилната алтернација на работата и одморот, занимавање со некаква врста на спорт, да кажеме шведска гимнастика, пливање и така натаму. Мислам дека и последната акција што е спроведена во нашиот град, да се направат повеќе базени во градот само придонес, беше поентата на тоа да се унапреди здравјето, покотово на оваа млада популација, на нашата иднина, да кажам. За добро здравје, спорт и рекреација. Тие го челичат здравјето. Сушност, тоа најдобро го знаат спортистите. Затоа не е ни чудно што спортските активности се и најомилени по училиштата. Еве како овие ракометари од основното училиште Рајко Жинзипов во Скопје. Тие не само што се рекреираат, туку преку ракометот носат и добри резултати за нивното училиште на разни надпревари, турнири и првенства. И девојчињата и машките. Тие се минатогодишни прваци на градот, како и републички победници, а и оваа година се на пат да ги повторат минатогодишните успеси. Покрај ракометарите, пофалби заслужува и нивниот наставник и тренер Илија Димов. Но спортот е спорт. Сите ние го сакаме, како и излетите во природа. А кон природата нека не поканат цвеќе берачките од истото училиште со својата игра, зашто април, рековме веќе, е месец на цвеќето.
Ќе доаѓаат пролети, а со нив и месецот април. Ние секоја пролеќе го поздравуваме. Дури и сами ќе го измислуваме цвеќето, за да биде детството повесело. Како овие деца од предучилишната установа Влаево, Скопје. Убав е април, убаво е детството. Децата ќе растат, годишните времиња ќе се менуваат. Еднаш детството останува далеку зад нас, а сонот на детето е да се биде голем, да се биде возрасен. Возрасните по нешто друго воздивнуваат. Што не сме деца. Воздивнуваат можеби по некој далечен април од детството. Но какво е размислувањето на поетот Бошко Смајќовски за сонот на детето? Песната се вика Совет. Мамо, сонував дека сум возрасен, само да можеше од некаде да ме видиш. Мамино моје, тоа не ти бега. Треба да се сонува само она што не може да се биде. Годините поминуваат, детството протрчува. По детството ќе дојде љубовта. Оние што биле деца пораснале, а оние што се деца и тие ќе пораснат. Само месецот април ќе остане секогаш млад, зелен, весел, разигран и влюбен. Онаков април, кој што сите сме го сакале.